По тема на денот, како што најавив, Александар Крижаловски, директор на МЦМС. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, фала на поканата. Европската комисија денеска го објавува извештајот за напредокот на земјите од Западен Балкан. Гледаме дека има исклучителен напредок кај Црна Гора и кај Албанија, оценети се со петки, па дури има и прогнози дека до 2027 година ќе ги завршат во целост преговорите, а до 2030 ќе станат членки. Најнегативни оценки за Босна и Херцеговина и Србија, а Македонија некако ни стана вообичаено некаде на средина. Дали сметате дека причината за тоа што Македонија не може да биде сепак во топ тркачите, ранерите во оваа група е тоа што сме блокирани поради неспроведувањето на уставните измени? Па да, мислам дека е релативно очекувано ваква оценка која претежно се базира на тоа што воопшто не преговараме, нели? Односно не се почнати преговорите и бидејќи има застој на тоа поле, очекувано е да оценката не биде во првите две, да речем, А и Б, како што ги оценуваат Црна Гора и Албанија. И да, не е баш соодветно да се споредуваме со нив кои веќе течат преговорите. Од друга страна, кај Молдавија и Украина, нели си течат и има напредок, иако се многу подалеку од она што ние сме во моментов со статусот на исполнување на обврските за членство и усогласено со регулативата на ЕУ. Така да таму и може да се нешто споредува, но пак ќе речем, мислам дека сме бајаги далеку пред нив, иако се во моментов подобро оценети, ама трикот со овие годишни извештаја што се оценува напредок во таа година, бидејќи ние стоиме таму каде што си понапред. Да. И за жал заради тоа што воопшто нема поместување во однос на ни од нас ни од нив, би рекол, бидејќи гледаме се инсистира на уставните измени како веќе преземена обврска на државата, без оглед која партија била на власта, ВМРО, ДПМН и владачката коалиција во овој момент не се спремни да тоа го направат или не беа спремни, сега ќе видиме после избориве дали нешто ќе се промени. Но тоа е таа ситуација и за сега нема промени. За Албанија и Црна Гора веќе одамна фигурираше како со проценки дека дури до 26-та дека ќе завршат преговорите, сега се помести тоа за 27-ма, но мислам дека е реално да се очекува дека до 2030 ќе станат членки. А во тој пакет, така да речам, бидејќи некои не би правиле референдуми само за една земја, може да се надева и Албанија, ако мислам дека има таму и политички пречки за членство до 2030 на Албанија, заради сепак криминалот и влијанието во европските земји. За нас што значи оваа порака дека овие две земји, пред кои ние бевме многу понапред во целиот овој процес, имаат можност волку брзо од денес да станат полноправни членки на Европската унија, фрустрација или мотивација? Двете би рекол, бидејќи на крај тоа е одлуката што самите треба да донесеме, веројатно е после завршени избори време за искрен муабет самите со себе, односно постигнувањето е некој национален консензус кој, да речем, го имаше пред Преспанскиот договор, но тогаш во постапката се наруши тоа, се наруши и позициите кои ги имавме по таа стратегија по која теравме. Ние имавме 137 признавања на уставното име, тоа го фрливме у вода со надежда дека еве до сега ќе станеме членки, тоа не се случи и време е за нов договор, така да речем, меѓу нас самите. И што сме спремни да жртвуваме, дали достоинството со прифаќање на уставните измени или за економскиот застој кој ќе не одвлече уште подалеку од оние кои ви сега Бугарија не блокира и ќе стане уште полоша нашата ситуација и можноста да се справуваме со предизвикот кој е пред нас. Така да е дилема и не е лесна. Не може да се избере едното или другото. Рековте и јас го делам тоа мислење дека тоа што не преговараме е многу значајно за тоа до каде сме. Меѓутоа има некои објективни критериуми кои ги вреднува Европската комисија, како на пример во делот на правосудството, спроведените реформи во овој дел, владењето на правото и борбата со корупцијата, велат умерен напредок. Не е назадување, меѓутоа не е ни постигнато она кое што требало во овие рокови земјата да го спроведе. Каква е вашата оценка во овој дел и зошто ние не успеваме да се справиме со проблемите во овој ресор? Па да, многу е мал или никаков напредок точно на тие позиции со правосудството и со корупцијата. И тоа генерално не зависи многу од преговарањето. Значи, тоа ќе биде еден поттик и притисок, бидејќи ќе мора да се исполни некој, но и сега планот за раст кој е замена некоја да нешто се случуваат работите
Во меѓувреме недоволно се постигнува, ако не се лажам, 1,5 од 5 области имавме напредок и она што се исплатија само 16 милиони евра наместо 75 кои беа предвидени за оваа транша, доволно говори до кај сме. Да. Значи ние не успеваме да испорачуваме тоа што е договорено таму без разлика дали преговараме или не. Така да и тоа е некоја мерка или оценка и мислам дека е релевантна оваа оценка С, како ја викаат, за вкупната состојба, главно од овие предизвикано од овие области, правосудство и Тројка по нашки. Да. Вечерта на изборите во неделата слушнавме една најава од премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН, најава на посетата негова и учеството на самитот за Западен Балкан кој се одвива денеска паралелно со презентацијата на извештајот, но имаше една формулација, вели победивме овде, одиме да победуваме и во Брисел. Како гледате на ова, што може како победа во македонската дипломатија и македонската влада да толкува во овој даден момент? Може би дека ќе се премести сега фокусот кон токму кон решавање на таа ситуација или дедлок, застој во со прашањето на преговорите. Иако мислам дека оваа влада се обида да го мрдне тоа, но најде на неразбирање или од Бугарија или од самата Европска унија и постојано затварање на вратата, така да речем, бидејќи се што се обида со одложено дејство на уставните измени, со мала промена у преговарачката рамка да се исфрли протоколот 2, со некоја добра волја од Бугарија да регистрира здружение за некоја од тие 14 или колку се веќе пресуди од Страсбург. Ништо од тоа не се случи, иако се направи обиди. Само прашањето ми е што уште имаме во карти, што би рекол Трамп, во игра, за да тоа нешто се направи, ама добро е што посебно со ваквиот исход на изборите, што актуелната владеачка коалиција не само во ВМРО-ДПМН, туку и ВЛЕН се во, да речем, лагодна позиција, тоа е зад нив и сега може со нова енергија да се концентрира на решавање на тоа прашање. Дали, кога и колку брзо ќе видиме што ќе донесе дури сама во оваа посета на Мицкоски на Брисел. Но би требало да се очекува да има некој напредок на тој план. Имате впечаток дека некој друг зборува за изноѓање решение, освен нашите представници, затоа што сите сметаат дека решението е веќе најдено, испорачано до нас и ние само треба да постапуваме согласно него? За жал, тоа е не само доминантниот, туку единствениот став на Европската унија, дека без уставни измени сега, со важење веднаш, нема друго решение и прилично единствено тоа се прави. Тоа покажува колку е важно единството. Затоа го повторувам она што го пропуштивме со Преспанскиот договор, да има национален консензус. Океј, ако се решиме така, ама сите да се решиме да така. А не ние да се поделиме, па сега сите во Европска унија, добро, ако не ќе вие ќе дое друга влада, ќе го направи тоа. И ние ќе сме во застој понатаму. Така да таму има единство, а ние немаме единство за да се бориме. Ние сме окей, јас сум во ред со тој став, бидејќи и тој е европски став за зачувување достоинството. Достоинството е број 1 вредност во Европската унија. Има 6 ставено во нивниот договор за Европската унија, 6 вредности. Прва е човечкото достоинство. Ако е така, еви ние се бориме за тоа. Така да не е проблем или пречка што го истакнуваме тоа и председателката во некои настапи сега што имаше во Франција и секаде. Но тоа од друга страна не го решава проблемот. Така да треба да се најде и релативно брзо да се најде, бидејќи и самото одложување, како што се случи во овие 20 на години, не е проблем сам по себе. Ние бевме 2 пати по-силни со растот на БДП од Бугарија, кога почнаа транзиција и кај нив и кај нас. Сега Бугарија 2 пати поголема од нас, значи 4 пати разликата направена во овие 20 години и дори ние чекаме на тоа. Така да и така тоа што треба и тоа достоинство во друга смисла, не само национално, туку и економско, животниот стандард да се зема предвид. А имаше некои најави можеби за вклучување на Мелони, тоа е единствено нешто вака што слушнавме дека некој би помогнал или би се вклучил да се бара некаков нов план, но во контекст на изборите и на европската интеграција, дали било со поддршка на ВМРО-ДПМН или не, сепак вреди зајакна на овие избори, извојувајќи силна победа над ДУИ. Со оглед на тоа што оваа партија во својата програма, оваа коалиција во својата програма ги има уставните измени, може ли сега од внатре владата практично, кога има еден партнер кој што е сепак со јасен кредибилитет и легитимитет, да трпи притисок за да се реши ова прашање побрзо?
Па ќе го има, тоест постојано го има, но уште кога се составуваше владата беше најавата дека во тие 6 месеци ќе се направи нешто, па еве помина и година и 6 месеци, па неаме напредок или решавање на тој начин, односно со донесување на уставните измени. Предпоставам дека го има темелно разговарано тоа во МРО и ВЛЕН уште кога се составувала владата и не видовме некој посебен притисок од ВЛЕН, односно оставија да премиерот и водечката партија го водат тоа прашање. Не очекувам ни сега, но очекувам, како што кажавме претходно, дека нешто ќе се случува, колку ќе биде тоа темелно и колку ќе биде разбрано од Европската унија, останува да се види во наредните месеци, но очекувам посериозен напор на тоа прашање релативно брзо. Дали тоа ќе значи во догледно време и уставни измени или ќе има некоја меѓурешение, останува да се види. Да, во неделата завршија локалните избори. Ајде најпрво, каква е твојата оценка за целиот процес на спроведување на изборите? Па да, мислам дека треба и тоа да се, бидејќи сите се концентрира на резултатите, мислам дека треба да се нагласи дека чинам ова беа најмирните избори до сега, особено во однос на спроведувањето на изборниот ден, иако имаше очекување за тензии, и имаше тензии и големи влогови, особено албанскиот блок, прилично мирно помина. Океј, имаше стандардно некои нарушувања на изборниот молк и слично, ама во многу помал обем отколку што беше во претходни избори, така да треба да се пофалиме самите себе, така да речем, или сите надлежни институции за спроведувањето на процесот. Второ, би ја пофалил Државната изборна комисија за објавувањето на резултатите. Мислам дека во вториот круг 10,5 веќе 99% од гласовите беа преброени, објавени, функционираше сајтот одлично, иако гледам дека на други полиња потврдила на приговорите не можев да ги најдам на сајтот, ама и по таа линија се укажува дека е, например, во првиот круг само 57 приговори имало, сите се отфрлени, некои не биле не можело да се достават така како што се, така да на управен суд биле само 13 тужби, од кои само 4 се прифатени, сите во шуторизари каде што имаше повторување. Така да и тоа е показател на некоја зрелост во, да речем, во демократијата. Кампањите беа попристојни од вообичаено, помалку црни и напаѓање на против кандидатите, така на некој начин зрееме како демократија и тоа е за пофалба. Има ли некоја... Секои избори завршуваат со победници и со поразени. Јасно е по бројките кој во случајов е едното, а кој е другото, но ако земаме предвид дека имавме навистина ниска излезност, а и огромен број на неважачки ливчиња на овие избори, има ли некоја порака од целиот овој изборен процес која треба да ја прочитаат сите политички партии, значи не само оние кои изгубиле на изборите, туку и ВМРО ДПМН како апсолутен победник, затоа што имаше една реченица која ја кажа во завршниот говор лидерот на партијата Христијан Мицковски, вели ја слушнавме тишината. Има ли простор за интроспекција дури кај победниците за тоа што покажаа граѓаните и што им укажаа граѓаните на гласањето во неделата? Да, мислам дека беше доста карактеристично овој пат големиот број на неважачки ливчиња, 53.000 во првиот круг и скоро 20.000 во вториот, што мислам дека се рекорди за двата круга посебно, што сега не сум сигурен, освен Орце Георгиевски, никој не освои поише гласови од тоа. Да. Сите кандидати беа 30.000 или помалку, така да на некој начин гледано е втората најважна бројка во изборите. Треба да се спореди душе со бројот на гласови на советничките листи, па да се види кај би била оваа партија колку советници би имало. На тивките, оние што излегуваат на гласање, што сакаат да кажат нешто, ама него преточуваат низ некоја партија. Практично и по политиколошките науки колеги што кажуваат, тоа е изгубен глас и фактички е така, но во исто време е и некоја порака, иако не е популарно да го искористиме тој термин. И драго ми е ако премиерот тоа го кажал, бидејќи очигледно има прилично големо незадоволство од функционирањето на веројатно сите партии, чим толку луѓе решиле така да го направат. Од друга страна,
со години не се менува на изборниот систем, најклучните, значи се подобрува процесов, ама системските работи остануваат. Ево избирачкиот список се уште е голем проблем. Само во едно избирачко место од 400 гласачи 20 починати лица се уште фигурирале. Значи недозволиви работи се тоа за професионална демократија, така да речем. Ама останува прашањето дали треба 6 изборни единици, се не беше случајно локални, ама за парламентарни зали 6 или да се префрлиме на една, дали веќе да има отворени листи па секој да си одбере која не партиите одлучуваат, но тоа е подлабок проблем и ако е навистина го чуле гласот на тишината, мислам дека треба да се отвори конечно тоа прашање и да се постигне консензус каков изборен систем е најдобар. Може не е најдобар тој со една единица и со отворени листи, но да се изразговара искрено и со партиите, а не да се постигне консензус на партиите кои им одговара ваквиот систем, а се друго се фрли во вода и конечно да стабилизираме изборниот процес, да нема дилеми од било каков карактер. Вообичаено оваа дебата се отвора вака скоро по изборите и никако не се затвора до следниот изборен процес. Кога се констатира дека нема време да се измени. Така, уште за крај се минували пејзажот, особено во опозицијскиот блок, после бројките кои ги освои СДСМ, гледаме дека таму до сега 3 оставки, една високо позиционирана, другите пониско позиционирани ешалони поднесуваат одговорност некаква. Се менували сликата, земајќи го предвид успехот кој левица успеа да го резултатот кој успеа да го извојува во овој процес. Да, како и сите избори, секој си најде причина за славење или за прогласување победа, освен тоа што е јасно за владеачката коалиција, вклучително ВМРО, ДПМН и ВЛЕН, кои имат 55 плюс 10 со се независни од Оструга, значи 65 од 87, значи јасна, недвосмислена победа и на некој начин делегитимирање на ДУИ, односно главната флускула што беше за овие избори, дека нема легитимитет ВЛЕН, сега тоа е срушено како приказна и предвремени парламентарни избори. Од друга страна, ДУИ сепак освои повеќе гласови од ВЛЕН и освои повеќе советнички места, така да може да се чувствуваат задоволни или не толку победени како што е рефлектирано во бројот на градоначалници и нивната важност, бидејќи 4 општини кои ги има, нема ни еден голем град. Од друга страна, кај СДСМ тие најдоа начин да сепак не е најубедлива победа, тие има 57 градоначалници 2017, ВМРО само 5 тогаш, така да барем тој рекорд не се сруши и на некој начин може да бидат, не може да бидат среќни, но може да рече дека не е најлош резултат во историјата. И си најдоа начин дека го намалиле бројот на гласови на ВМРО од парламентарните, ама не е некоја утеха, бидејќи сепак локални се споредуваат. Очигледно веќе почнаа некои процеси и потези таму, отчетниот конгрес ќе им даде патеката натаму. Оставките кои се поднесува веќе предвижија некои работи и како што е вообичаено после секој избори, секој треба да си го направи муабетот натре во партијата. Левица е да ја спомнеме, иако мислам дека се преувеличува нивниот успех, бидејќи гласовите тие паднаа како и сите други од парламентарните, а нема некој, сепак се дупло помалку од СДСМ во број на гласови. Успех беше овај изненадување и го разбија дуополот за град Скопје, така да честитки за нив за тоа, иако не може да се рече дека се веќе втора опозицијска партија, ќе почекаат и ќе треба поработат за таму и да се сменат малце во пристапот, бидејќи мислам дека плафонот го постигнаа со овој пристап, сега го променија малку со Мециновиќ и можеби тоа е насоката понатаму за привлекување на нови гласачи, но не може автоматски да ги припишат како што го направија тоа, дека овие гласови во вториот круг се нивни. Ќе видиме на следните избори како ќе биде. Александар Кржаловски во тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам.